Па ако сум во добра форма со телото и ако се добри условите, зошто да не? Само после страв ми да не ја смена професијата. Па, дека уште од претходно се бев дел на некој начин од како аматер од ансамблот на Народниот театар Војан Чернодрински, јасно им беше особено на родителите и на најблиските дека на некој начин така функционира театарот. Добро е што конкретно баш за оваа представа навистина не беше само туку така со облекувањето, односно играњето на сцената тотално без облека, туку имаше баш добра причина. Инаку по секоја цена, барем јас лично не би го направил тоа. Имам и откажано во следна представа, после некое време се спремаше уште една представа, исто беше тоа побарано од мене, ама откажа затоа што не ја гледав која е поентата во тој момент да се случи тоа. Што е битно? Не, просто не сум размислувал на прашањето, шала на страна, не знам, поема немам, има навистина згодни колешки, ама и на некој начин пак убавината е некако прашање на вкус, така да немам конкретен одговор, ама еден колега мој сигурно би рекол женско да е, чисто да е, тоа е. Само го цитирам него, нева, мој ми дојде прво негов одговор. Можам. Насон. Не, порано ја носев, мислам, 5-6 деление кога бев, косата ми беше долга и вака настрана си ја тргав цело време, вака си правев. Ама беше многу одамна и сега дури мене ми е далечно вака. Во неколку представи, во филмови, во реклама им требав со долга коса и нормално опција беше перика. И се бараше перика за мене, така да сега за сега само можам да се замислам, а мислам дека и до крај на животот само можам да се замислувам. Можам да одговорам да. Кои карактеристики? Комплициран сум за овие работи. Не знам, се шалам. Општо кај секој човек, не само кај жена, ме нервира и ме одбива неодговорност и неконкретност. Тие работи само сакам да ги кажам дека не сакам да ги има било кој човек што се дружи со мене и обично гледам дека јас не сум на иста вранова должина и не можам да се најдам со луѓе кои се неодговорни и неконкретни. Ова со улогите е малку специфична, значи многу е тешко кога некој легендарно дело, дали филм или представи било што, и музика нека не е битно, кога треба да направиш некаква преработка, односно да се сними на некој начин ремейк, што велиме, така што не знам баш во која одговорноста би била многу голема и не знам дали уште би се нафатил да направам такво нешто. Јас би играл на карта со мене да се случи некој филм, што ќе како учебник за некои следни генерации. Пример, јас да играм главна улога, не е страшно. А за да направам нешто старо уште еднаш, ептен треба да е добра идејата, концептот, екипата, режисерот и сите тие ствари да се поклопат за да можам да речам да на проектот. Да можам било која професија да одберам, би одбрал Формула 1 шофер. Не знам зошто, со
еден мој близок другар многу следиме формула и секогаш ме влечело баш формулата, не било кој мотоспорт, конкретно формула. Не правиме муавет за талент, правиме муавет само да би одбрал професија, би одбрал формулен шофер дефинитивно. Не без разлика на моите останати мислам за хобито што си ујам со свирењето музика или со спортот, било што, го тргам тоа на страна, Формула 1 возач. Во Ферари по можност. Православното христијанство ми има научено да е човек скромен, да си има некоја цел, ама онака нашиот план не излегува секогаш онака баш како што сакаме, така да не дека не остварена желба, туку општо ми е желба да сме сите здрави, живи пред се, полни со љубов и со мир и со спокој во нас, па така да ја шириме љубовта и спокојот и на тие што се околу нас, па останатото што е наше ќе си дојде. Искрено не. Баш тоа го правевме и со колегите од театар Муавет и со Андријана, заедно вака како дуо. Не би свирил турбофолк, искрено за сега. Знам дека некојаш животот не носи за да мораме да донесеме некои одлуки, да направиме нешто што не сакаме, можеби, затоа што, пример, можеби повеќе има финансиски средства ако свириме таква музика, затоа што повеќе се бара посебно на балкански простори, ама јас сум на ставот дека не. Сепак одбирам дуо Волчел, одбирам било која музика, само да не е турбофолк, искрено. Би се откажал прво од саксофон, затоа што театарот е на некој начин моја прва љубов, ама во последно време, последниве години, воопшто не ми се допаѓа начинот на кој што функционира театарот на овие простори во Македонија и тоа што се случува општо на поле на културата, односно театарот во Македонија, но сепак не би се откажал, затоа што која е целта? Треба да се бориме до крај за ако сакаме нешто да подобриме. Ова е ако сум ептен ставен на гилотиња да одберам едното или другото, а инаку не би се откажал ни од саксофон во никој случај, општо не би се откажал од музика, затоа што на некој начин и музиката е прва создадена. Може би пред театарот. Прво е звук, па потоа на некој начин станале луѓето свесни дека тоа може да биде и сцена. Или треба само еден изведувач и еден човек во публика за да е театар, ама прво излегол звукот. Кога човек се раѓа, прво испушта звук. Тоа е сцена, ама сепак прво испушта звук, така да музиката.